Почитуван председателе, почитуван премиер, го добив одговорот на писменото прашање и морам да кажам дека не сум задоволен од одговорот. Само за јавноста. Прашањето беше докаде е постапката за исплата на штети на земјоделците од Кочанско после невремето од 6 август 2020, односно невремето од минатата година во која што имаше значителна штета на индустријската пиперка во Кочанско, каде што беше уништена целата реколта. Во одговорот пишува дека на 16-тата седница владата изрази несогласување со збирниот извештај од комисијата и комисијата донесе одлука членовите на комисијата да бидат разрешени од членство. Во самиот одговор кој што е добиен на 22 февруари пишува дека во тек е постапка за формирање на нова владина комисија за проценка и утврдување на висина на штети од елементарни непогоди. Што сакаме да... Кој е поентата? Најголемата штета ја претрпеа земјоделците во Кочанско, а тие деновиве треба да почнат со земјоделските активности. Исплатата на оштетите е токму за да можат да почнат со своите земјоделски активности, затоа што со оваа динамика ќе немаме воопшто производство на индустријска пиперка од која што живеат неколку села во Кочани. Односно, комисијата на која што е разрешена 16-тата седница, односно седницата на која е разрешена комисијата, 16-тата седница е одржана на 27.10, односно е одржана во октомври. Што значи? Имате одржано 8 седници на влада во ноември, 12 седници на влада во декември, 6 седници на влада во јануари, 3 седници на влада во февруари, според податоците кои што се достапни, а вие досега до февруари, од 27.10 до февруари, немате се уште формирана комисија. Сте ја разрешили на 27.10, а на 22 февруари се уште немате комисија и пишува во тек е постапката за формирање на нова владина комисија. Сметам дека тоа е еден навистина неодговорен однос кон земјоделците. Само да ве потсетам, на 12 август 2020 веднаш се појави министерот за земјоделие во тоа време Трајан Димковски и во сите медиуми пишуваше дека дојде на покана на градоначалникот и на сите медиуми се заблагодари за брзата реакција на министерот. За која брза реакција станува збор кога сега, во месецот февруари 2020, во писмениот одговор пишува дека во тек е формирање на комисија која што е разрешена 10 месец минатата година. Значи, навистина доаѓаме до она што го рековме кога дојде програмата на владата, кога зборот земјоделие беше споменат само еднаш и кога дадов забелешка дека зборот земјоделие во програмата на владата го има споменато само еднаш. Со ваквиот неодговорен однос, каде што цела година не може да се формира комисија, е докажано дека ништо од тоа не е променето. Немам дополнително прашање. Благодарам.